Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Види, имаше една многу смешно. Ние бевме во тоа време, бидејќи клеветата не беше декриминализирана. Добро. И многу луѓе за да вршат притисок и мислеа дека ќе земат многу пари, посебно бидејќи бевме нели германски вестник, викаат овие имаат пари. Да. Тужи ги. Имавме и тужби многу, можеби едно 30 на тужби сме имале и јас често одев на суд. Леле. И меѓутоа, не знам ако те интересира, имавме на пример една многу смешна тужба. Еднаш објавивме дека една наша позната старлета, ајде сега да не го спомнувам името, на доделување на некои награди не била малку поправена. И буквално тоа така во текстот се провлече дека била поправена, таа беше на насловна страна и девојкава реши да не тужи за клевета. Дека се поправила? Да, дека се поправила и ни докажуваше дека не е поправена со Како тоа се што... докажува тоа? Па не знам, вршеше притисок преку менаџментот, мислам, праќаше под директорите слики кај што е ретуширана, кај што е помалку поправена, демек, и да вика дека ние нарочно сме го направиле тоа да ја срушиме кариерата. Еве сега тебе да те објавиме, да ќе ти да ми ја срушиш кариерава, си напишал дека сум поправен, да, здебелен. Вау. И ај тоа, меѓутоа толку беше некако смешно беше. Притисок доаѓа преку менаџмент, можеш да замислиш. Толку битна е старлетава која што се поправила и ние толку страшно сме направиле. И јас викам, па добра е да направиме како што е по закон. Добро, да се тужиме. Ќе се извиниме, не, ќе се извиниме. Да. И другиот ден она бара извинување. Чекај, имаше реална шанса да изгубите на суд или нешто? Не знам. Обично се оди така. Прво ти бараат нели извинување и ти ако не го објавиш извинувањето, одат на суд. И ние објавивме извинување на цела страна и напишавме извини, господјо, да не ја спомнувам името, убава си. И толкав. И на две страни извинување. Пак не беше задоволна, бидејќи сега излегло дека мајта правиме ние со неа, што и беше... Мислам, точно беше дека беше мајта, меѓутоа ние се извинивме, зашто да правиме. Па и добивме две тужби. Една за оригиналната насловна страна, другата за мајта под за извинувањето. И одевме најсериозно на суд. На првата тужба одев јас, авторката на текстот, а во втората, бидејќи не беше подпишан текстот, го тужеше цел уреднички колегиум. И беше многу смешно кога на суд, вака не гледаше судиката и не можеше да поверува што се случува, се појави цел уреднички колегиум. Значи се појави уредник на политичка, уредник на економска рубрика, лектор, графички дизајнер, сите што се стајани во импресумот, они не знаеле, сите ги тужел. Тоа беше така забавно. И судикава како се однесуваше? Баш ме интересира. Прво сакаше и рече на адвокатката, добро, вие го посоветувавте ли вашиот клиент дека ова е глупаво? Односно не глупаво, со убав збор, не некако. Да, добро. Ова рече да и рекоа дека ќе не тужат и нормално после тоа падна на суд, меѓутоа тоа беше еден од овие поведрите страни. Да.